Благодарам. Почитуван колега Китев, почитуван министер за надворешни работи, почитувани колеги пратеници, јас бев вклучен во многу фази од парламентарната расправа во врска со договорот од Преспа. Го изложив своето мислење и своите ставови и позиции. Морам, колега Китев, да реагирам на една работа која што кај вас може би не толку, но во генералниот дискурс на пратениците од вашата пратеничка група и повеќе се забележува, тоа е исклучивоста во смисла дека не можеше подобро, дека не можеше различно и дека се решени сите проблеми. Јас на една дискусија во Комисијата за уставни прашања кажав, да, меѓудржавните проблеми со Грција во овој момент се затворени. Но проблемите на национална основа, проблемите помеѓу народите на двете држави, на македонскиот и грчкиот народ, мислам дека ќе живеат уште многу долго. И тие ги гледаме евидентно од двете страни. Можеме да обвинуваме за радикализам, за заостанатост кај едните, кај другите, можеме да фалиме прогресивност кај едните, кај другите, но ми смета еуфоричност. Целта на договорот е јасна и таа е позитивна. Нашето членство во НАТО и во ЕУ е стратешки приоритет, не само заради тоа што тоа го повторуваме 20 години, туку заради тоа што треба на граѓаните да им кажеме дека тоа е начинот како да опстои нашата држава во иднина. Но како е дојдено до тоа, мораме да го дискутираме. Например, господин Китев, јас се чувствувам помалку несреќен заради тоа што бев еден од ретките пратеници, уште неколку колеги кои што овдека во оваа сала и во другата сала го отворивме прашањето за македонското малцинство во Грција. И зошто овој договор воопшто не го споменува тоа? Зошто го остава како отворен проблем кој што знаеме дека екзистира? Дури додовме во ситуација голем дел од македонската јавност покрај тежината на договорот да се радува на изјавите на Ципрас за, според него, славо македонското малцинство, за 70.000 деца во Ташкент, за хероината Мирка Гинова, на која што имаме крстено улици и школи во Република Македонија, а ние тоа да не го збориме. Каде ни е тука автоцензурата и на владата, и на нас како пратеници? Зошто, ако Ципрас имал храброст и ако, еве, поголем дел од македонското општество вели бил храбар да го направи тоа, зошто јас и вие не бевме храбри да го направиме тоа? Зошто јас и вие не застанавме да речеме, господин министер, целта на договорот е добра, но зошто во договорот недостасува клучно прашање кое што ќе ги детектира односите помеѓу двете држави во следните 10, 15, 20 години? И не само меѓу двете држави. Во таа дискусија околу тоа славјанско малцинство се повеќе и погласно се вклучува и трета страна, да не ја спомнувам. Тоа ќе биде проблем. Затоа ви велам, еуфоричноста не содействува со несеопфатноста на договорот.